Dom dom dom. Hello guys и Hello Kitty. What? Ова позади мене е смајли. Ова. И се смее. Ха-ха-ха-ха-ха. Изговор ми беше дека тоа ми е клуч за шкафот, ама стварно ми беше смајли, пошто сакав некако да си ја декорирам собата као мал. И уште живеам во оваа соба. Па кој да живее бе, јас сум си ја направил, кој да живее во оваа соба? Тоа над него е бувче. И покажува колкава е температурата. И ме прави да се осеќам ко суперхерој кога ќе ми покаже дека температурата во собата ми е 40 степени или дека ми е минус 20 степени. Не е расипано, не. Нема везе, не сум тука за мојата соба, тука сум затоа што видов едно видео од Стефанатор, кој што го видел видеото од Изабела Пан, која што го видела видеото од... Нема везе, они тоа го представија како некој предизвик, ама мене ми е поише како еве, шо знам, фала ви за идејата за видео. Јас со сестра ми еднаш одвоив два албуми кои што содржат најслики. Као сме ги избирале најсликите и сме ги ставале во овие два албуми. И јас се одвоив неколку слики од тие албуми што многу би ми било драго да ви ги покажам. Прво ќе почнам од сликите што не се до толку радикални, за да не го изгасите видео уште на старт. Што знам? Рецимо, ова сум јас за, не знам, во 2001 година, не бе, па ти шо, од кај па знам дека датумиве се правилни, шо тресам глупости, од кај знам која година, 2001 година, гарам, за прочка мислам дека беше и маскиран сум во Попај. Уствари, колку труд има вложено у маска во ова баба ми гаранти ја правила. Као баш е добра, денес да земам вака да се замарам за некоја маска, не? Много јако види, на све е запазено. Имаш луле, имаш спанак, имаш тука, гледај го кечево што му стои на глава, ова морнарско све. Мене стварно не ми е јасно, ама како мал, очигледно многу сум сакал да носам ленонки. Ова е слика како вовед дека сум сакал многу да носам ленонки. Затоа што во неколку слики се забележав дека носам ленонки. Ленонки. Наочарите се викаат ленонки, затоа што Џон Ленон носел такви наочари. Ленонки. Или можеби не сум сакал јас да носам ленонки. Ленонки. Туку сакала баба ми. Ова е слика каде што баба ми, не знам, ме учи да одам по снег. Ова е баба ми. Види бе какво сум бе, види го бе, Една од моите најмили слики ми е оваа, каде што јас влегувам во ходник со моите ленонки и баба ми клечи на колена и ми свири на мандолина. Тепихот не е црвен, ама се движи натака, пошто е портокалов. Ленонки. Наредниве две слики се најверојатно од некој роден ден мој, каде што сум ја дувал тортата пред време и ова ми е, не знам, најверојатно некој братучет што ми ја затиња устата за да не ги дувнам свеките пред да ми ја испеат песната. И ја да патим! Зашто ми ја пеете песната толку пати? Еднаш пее Happy Birthday! И сум се изнервирал и сум се отишол у соба да си играм компјутер. Ова е Херкулес, ако не ја знае Херкулес, мала е за тебе. Херкулес! Трето ниво, кај што главниот ти е тој кентаурот што те тепан. Назад во минатото кога носев саат се уште и не ми сметаше на рата. Ма каква рата бе, што курти е бе, опрај себе, иди на логопед. Кога саат не ми сметаше да носам на рака, туку напротив ми вршеше некаква функција или само мислев дека е кул. Постои тоа што ми измачкале со торта за пак нормално некој си роден ден, но сети ми ја таа чарапа. И денес ми се дешава ова на времето, затоа што ги кинев чорапите многу и нормално морав од сестра ми да земам чорапи, а денес пошто ги кинам многу зимам од Кике чорапи. Фала ме многу за сите чорапи кои што сте ми ги дале, ќе ви ги вратам некогаш. Го ценам тоа. Стигнавме до делот каде што ќе се прикажат малку порадикални слики. Еве, ајде да почнеме од најмеката од сите. Вака на сликава ништо не се гледа, ама вака се гледа. Ова сме ја и сестра ми и очигледно уште од мали сме биле предодредени за Никола! Не, ако, нека си снима ова, ја ми треба уште малку време да размислам дали да ја свртам оваа слика. Кај ќе ја свртам оваа слика? Ова сме на плажа, јас, сестра ми,
мојот мев, моите гевреци на мев ме тешеа дека сум здраво дете, ако сум дебел. И после ослабна, сега па сум дебел. Не сум волку дебел, остои што сум дебел, види колку сум несунчан. Ер ова е језиво. Језиво е ова. Следуваат две слики со моето омилено хоби од детството. Какање во нокшир. Не, озбилно, види колку сум само радосен, човече. Значи, ова го правам и денес. Само што тогаш сум бил со Тетрис, сега сум со смартфон. Значи, си седиш на шолја, педери, си геймаш. Има ли боле од тоа? Има ли? Снима ова курвала, бе. Ми остана уште 3 слики кои што покрај во принтана верзија ќе ги покажам и во дигитална верзија затоа што имам направено ремейкови на овие слики. Една од тие не е моја, туку е на сестра ми, каде што она уште од мала се обидува да биде домакинка и усисава. Ова е нејзиниот ремейк. За оваа слика добив награда од битолска млекара. Не беше специјално за наградна игра, туку така они сами ме контактираа да ми дадат награда, ми дадоа пакет млеко по 1 литар, битолско млеко и по 1 пакет по 1 литар сок од портокал бифрут. Ја им благодарам на битолска млекара за наградата, а они мене нека ми се заблагодарат за рекламата. Ова сум јас на малку години како пијам млеко од тетрапак и ова се уште го практикувам. Ова сум јас на 21 година како пијам млеко директно од тетрапак. И последната слика ми е со Даки. Ој дечко што го замарам чатпат да ми глуми у видеа. Ова сме јас и он на многу малку години. И ова знам дека најверојатно ви личи на тросет, ама нека не ве лажат очите, ова не е тросет, ова е мотор. Мотори, мотори, мотори. Да, секојаш ја возев, јас сум постар. И денес се возиме на истиот тој мотор. Прекрасно, нели? Сега да не буричкам и по другите албуми, шо можев да извадам од овие два албуми, тие најслики шо се, нели? Ги извадив. Ако ви се допадна ова видео, прајте шо сакате, ако не ви се допадна исто така прајте шо сакате, не сум ја тука да ви кажувам шо вие да правите, ама многу би ми било драго да стиснете лайк и сабскрајб и тука да шернете тоа видеото и да коментирате добри коментари. Се гледаме за брзо! Ленонки. Мотори, мотори, мотори.